Денеска ќе продолжам малку да зборам на тема страв. Минатиот лайф зборевме на тема страв многу на оваа тема и зборувавме некако да ги класифициравме стравовите. Но заборавив да кажам уште нешто. Сакам да кажам уште две работи на тема страв. И денеска сакам тоа да го направам. Имаме страв, фактички страв од акции кои што ние ги правиме. И стравот доаѓа од таму исто така. И баш гледав еден филм Викендов за беше поврзано со некои кралски лози, да кажеме во Англија стари, каде што се обидува да дојдат на превласти во едната фамилија која што да кажеме се плашеше од еден од наследниците на кралот и рече на својот не е ни важно. Коментарот беше дека ние не се плашиме од тоа што он ќе ни направи нас, ние се плашиме, вика, што тато му има направено на него. Затоа што некогаш акциите кои што ние сме ги направиле, или може би некои наши ги направиле на некои луѓе, тогаш почнуваме ние да имаме страв за што може да не се случи на нас. Така да имате и друг тип на страв од нашите акции. Ако ние почнеме да правиме акции кои што не се окей, секако дека поради тоа што знаеме што сме направиле, дека ќе имаме страв од нештото. Имате страв, ако некој човек не е спремен да иде на школа, не научил за испрашување, ќе има страв. Тоа е страв од неговата непревземена акција. Имате страв како ние што правевме како помали, ќе се тепавме глупости правевме, нема беше попаметна работа што да правиме, ќе се тепавме помеѓу мала со други деца и после тоа имаш страв, затоа што знаеш дека што те чека наредниот ден, дека тебе ќе те плеснат или ќе те претепаат, така да стравот од нашите акции исто така страв, така да многу често за да се ослободиме од даден тип на стравови, мораме да имаме исправни одлуки во врска со нашиот живот, така да тие одлуки се многу важни. Денеска суштина ќе збораме за тоа, како одлуките не следат и како одлуките почнуваат да влијат на нас подоцна во животот. Значи, страв од тоа што ние го правиме на другите е страв кој што може многу лесно да се контролира. Така да, ако ние имаме исправна визија и ако не сакаме да влеземе, ако имаме исправна визија за кој ни е противникот, така би кажал, тогаш нема да страдаме од тој тип на страв, поради тоа што нема да ги превземеме не тактичките, односно глупиот одлуки. Ако јас знам дека мојот непријател е мојот неразум, мојата несвесност, и ако знам дека мојот непријател у наводници се препреките кои што ќе се јават на патот за да стигнеме до некоја цел, во тој момент ќе ги донесам исправните одлуки, поради тоа што нема да влезам во конфликт или игри со луѓе кои што не треба да ми бидат проблеми, не треба да ми бидат противници во играта, не треба да ми бидат нешто кое што треба да го совладам. Не треба да ги совладам пријателите, не треба да ги совладам луѓето во фамилијата, не треба да ги совладам оние кои што се со мене, треба да совладам препреки, треба да совладам предизвици. Некои луѓе сакаат поише им одговарам во избор предизвик отколку препреки, ги разбирам. Мислам дека зборот предизвик е поубав затоа што има во себе конотација на цел, нели? Препрека и таа конотира некоја цел, затоа што препреките секогаш се јавуваат кога имате цел, ама предизвик е значи дека сме посветени на целта, не? Повеќе, така бар мене ми звучи, не? Предизвик, имате некои зборови кои што по друго ти звучат, зависи како ќе ги кажеш, море, нели? Има некои зборови кои што се чудни. Предизвик, некако поубаво ти звучи, како да си позаинтересиран за некоја работа. Препрека, некако да делува малку по-стопирачки, а зборот предизвик како да повеќе имаш движење, отколку препрека, предизвик има конотација на некоја цел, ама препрека по друга страна има повеќе, барем за мене така, гледате, може би е само во мојот ум. Знаете, имате некои зборови кои што се ќе повеќето луѓе може би слично, не знаем или дал истото го значи, како зборот бакнеш, го бакна. Не? Бакна. Не значи дека има страст, се бакна. Нема страст таму, така? Го баци, бре, кој ќе рече го баци или се бакна, или, ајде да не кажам друг термин, има
по друга комуникација, се бакна, го бакна, некако нежничко е многу. Ама е убаво, така, зависи кој што сака, дали да го бакна, дали да го бацат, така да, мојаветот ми е, се шегувам, сакам да кажам некои зборови се, нели, различни за нас во нашиот туп, ама отстапив од темата, како и пообичај, денеска зборувам на тема цели. И ќе зборам за една убава работа која што ја спомнав пред може има 3 недели и прочитав еден цитат истојат од Рон Хабард и вика вака: идната цел може да биде поништена од страв за иднината. И ова мене секогаш ми било интересно и се обидував да го разберам. Вели, идната цел може да биде поништена од страв за иднината. Сега, ако имаме ние страв за иднината, можеме ли да ја поништиме идната цел? Веројатно да. Зошто? Поради тоа што противникот ни е друг. Да го поврзам се со ова што го кажав пред малку. Бар мене така ми делува. Ако јас имам страв за иднината, веројатно ќе го насочам вниманието на погрешните препреки и ќе почнам да ги одберам за противници погрешните луѓе. Како? Ајде да се вратам на примеров. Сум се тепал со некои деца од уличка и сега они ми се препреката, што значи дека имам погрешна цел. Така да се докажам, да им покажам кој е газда у малото или во населбата, што е глупава цел, не? И сум скршнал од некоја цел која што е конструктивна. И сега ја после тоа имам страв од што? Имам страв од моите акции, што после тоа ќе се од мојата акција, затоа што сум ги претепал, затоа што знам дека ќе ме тепаат. И сега цел живот да живее со страв е глупо, ама зашто доаѓа стравот? Од мојата глупа одлука да се тепам. Зашто? А зашто сум имал глупа одлука да се тепам? Затоа што никој не ми предочил цел. Никој не ми предочил која е целта која што е вредна, за која што е вредно наводници да се тепам. Со што? Со препреките. Со предизвиците. Имаме многу работи со кои што у наводници треба се тепаме, ама луѓето се тепаат со сопругот, со сопругата, тепаат у наводници, може само се дерат да викаат или како и да им изгледа. Животот се тепаме со погрешни работи во нашиот живот, се бориме со погрешни нешта во нашиот живот само кога ќе утнеме целта и кога целта не ни е вниманието останато на неа. Видите колку интересно работи. Ако вниманието, ќе ви прочитам нешто што е многу интересно. Ако вниманието не ни е насочено на вистинско внимание, знаете колку работи има кои што ни го одземаат вниманието? Надвор од таму кај што треба да биде насочено. Денешка баш слушав за тој има еден предавач сика Деј Ворен и баш збореше за како вниманието може да ни биде украдено од нешто, да? Од што може да ни биде украдено? Од различни околни ситуации. Имаш убав текст баш од Хабард, вика некогаш си смирен и си го ставаш вниманието, има Лига на шампиони, моментално и човекот си остава вниманието на Лига на шампиони, нешто ќе тресне, бум, вниманието ќе ти го земе. Но во секојдневниот живот вниманието ти го зимаат негативните работи, ти го зимаат не знам, смртните исходи од COVID, не знам, се случило нешто во околината и секојаш вниманието е насочено на нешто кое што не е поврзано со нашата цел. И тоа не тера да ја запоставиме нашата работа која што човекот си има зададено. Изборот внимание, attention, значи да се поврзеш со нештото, знаете како лепа кога ќе ставиш или мастика, жвакаш и ќе ја залепиш некаде и сега тука има поврзаност. Со што? Ако ја залепиме, замислете имаме мастика, ја залепиме со целта. И сега ние ја држиме развлечена, не знам дека е грозно што го зборам славома. Так, замислете ја мастика ја залепите и ја растегнете до вас, тоа е вниманието. Вниманието ако го залепиме на целта, мора да биде останато на целта. Така да во суштина значи да се поврзеш со нешто. Ќе земам се речников што е за потеклан зборови момент. Баш сакам да ви дам точна дефиниција од таму, од каде потекнува овој збор внимание. Да, вика add to tendere, stretch, to stretch out, да го поврзете, да го растегнете. Гледате, ако се растегне вниманието, може да ми е тука.
и да немам никаква цел. Не е растегнато вниманието до целта, ја морам да ставам некоја иднина и вниманието да го насочам на тоа нешто. Во околината ќе имаме многу работи кои што ќе ни го тргнат вниманието. Ќе ти го тргнат вниманието сите дистракции, сите работи кои што не се важни во твојот живот. И тука е умешноста и тука е гениалноста на луѓето да останат со вниманието на тоа што го прават, без при тоа да бидат оттргнати со нивното внимание на нешто, а различни глупости го оттргнуваат вниманието од различни работи. Океј, значи, денес ќе зборувам за интересни работи, ќе зборувам за зошто ако ние имаме страв за иднината, ја поништуваме одлуката, односно целта за иднината, поради тоа што почнуваме се бориме со погрешни противници. Разбирате, затоа што стравот, немаме ние страв обично кога одиме кон целта. Ние имаме конструктивен адреналин. Разбирате, едноставно е нешто кое што те води натаму, ама ти не се плашиш затоа што знаеш дека ја креираш иднината. Кој се плаши? Се плашат луѓе што не ја креираат иднината. Тие најмногу се плашат. Зашто се у комфорт зоната, затоа што не излегле од комфорт зоната. Луѓето кои креираат иднина, обично не се плашат од иднината. Се плашат од нешто друго. И сите овие стравови, ако го гледавте предходниот лайф, може да бидат причина за сето тоа. Денеска само го додадов овој страв од нашите акции, затоа што нашите акции, ако се насочени во погрешна насока, секако дека не применувајќи напор за да стигнеме до целта која што ја сакаме, не можеме да сработиме тоа што треба да го сработиме за да дојдеме до тоа што треба да го имаме. И човекот ако цело време се бори против некои негативности, замислете имате луѓе кои што се борат против пријателите, против сопружникот, против децата, се борат против свекорот, свекрвата, против бабата и дедото. И тие секојаш го имаат истото, зошто? Затоа што вниманието е насочено натаму. Нашето имање зависи од каде ќе го насочиме вниманието. Едноставно е, колку интересна физика. Ако ја го насочам вниманието натаму, ќе го имам тоа и ќе го гледам цело време тоа. Ама ако го насочам вниманието на другата страна, ќе почнам да гледам некои други нешта. Или барем ќе се изненадам со тоа што треба да дојде. Ама колку е едноставно, колку е просто. Само треба да го свртиме вниманието. Не натаму, натаму, ама као нешто те враќа нааму. Ама чекај да се докажам ја. На кого ќе се докажеш? Ама треба да ја објаснам ја, треба, не разбира жената. Ама чекај ќе објаснам, ама не разбира жената. Ти разбираш дека не разбира. Ама морам да ја објаснам. И цел живот е бам, бам, бам. И затоа што цело време е свртено вниманието на погрешна работа, луѓето го имаат погрешното нешто. Ако го свртиш вниманието на исправното нешто, еден куп проблеми ќе ги снемаме. Еден куп, ама што е ова? Гледате, некој не го зима вниманието на погрешна насока. Тоа може да бидат еден куп други работи. Баш вчера гледав една сцена и се замислувам се, каде што работам, гледав една бабичка и сега ги коригира веројатно својот таков. Замислете, имате некоја баба која што ќе дојде да го земе внучето и сака да го шета она низ парк и ќе го земе од таткото и од мајката, ќе остави во количка и она најдобро знае како пелен да му смени, она најдобро знае колку треба да е облечено. Не знае мајката, синот печ не знае. Не, она со снаата ќе се бори. И се снава се вика, ама добро, ја го спреми вака, ама не вака, чекај, ја ќе ти кажам, сега ќе го, она ќе го пресоблече, ќе го облече како што она мисли, па нема уколичка, ќе го, ама ти те молам да си го, ама не уколичка, вака е подобро. И сега се вика, снава како да докажам дека вака сакам да си го растам детево, јас сакам, па ќе му рече на синот, ама овој ајде бе остави, па и ти, он знае дека не може да се разбере со мајка му, така. И она ќе дојде и цело време ќе им кажува дека него одледуваат како што треба. Едноставно, она е фиксирана на својот начин. И се ти се обидуваш да ја коригираш, да ја истренираш на друг начин од твоја перспектива. Многу е тешко. Зошто? Ќе ви кажам зошто. Во продолжение ќе ви кажам, идам натаму, затоа што се базира се на одлуки. Луѓето донеле одлуки во врска со некои работи. Одлуката е дека снаата не знае, одлуката е дека сини ништо не знае. И тие одлуки, кои што она ги донела веројатно, во суштина ја тераат да биде таква како што е. Значи, во суштина, што се случува е дека ако вие имате некој човек кој што е
лимитиран со неговото внимание. И цело време го прави едно ти исто. Мислите ли дека ќе му докажете на тој човек и сакаш да се смени, ама ја ќе ви објаснам денеска зашто е тешко да се смени тој човек, поради тоа што е фиксиран, зациментиран во одлуки кои што ги донел во врска со некои работи како се прават. И едноставно така е. Сте виделе некој што отидете во некој маркет, пилјара, и имате некој пред вас со количка, ќе види прва, чекате вие наред, ама ќе се пушти уште една каса, затоа што, не знам, гужва име, ќе отворат уште една каса, и од таму некоја бабичка или може и дедо да е. Не е битно, може да е млад човек. Глупости зборам се да не ми се најдете некоја кој е постар. Ама вака е, ама Господјо, не, ама шо ја, и се она ќе почна ти вика, ти ќе излезеш крив на крај. Ама Господјо, знаете што, ретов дека се ние сме на репинг на нас, што ни се брза на нас, како да не, и она не те ни слуша. Ти збориш, она не те слуша, на крај ќе се сврти, ќе те направи за негде, си викаш, леле, шо ми требаше, уопште нешто да и кажам на женава. Зашто? Не гледа. Затоа што е вака, И она да се заврши она работа, она да се заврши тоа што она мисли, за другиве дали има околу неа некој што чекал пред неа. Ама тоа уопште не ја засега не. Затоа што она треба да се заврши она работата. Исто така, замислете и ова бабичкава што го знемала внучево и секе дојде ќе почне на снаата да ја објаснува, и оваа сака да ја објасни постојано, она се труди, не може да ја објасни. Зошто? Затоа што она донела одлука, младиве не знаат. Може тоа да ја одлука, младиве ништо не знаат. Ништо не знаат, стара школа, тоа се знае. Младиве ништо не знаат. И се она со таа одлука на младите ништо не знаат, тоа е став. Нема она флексибилност за да види дали нештото е подобро или не. Зашто човекот кој ќе зацрта нешто, зашто луѓето кои ќе речат јас све знам, тоа е став. Тоа е јас све знам, он мора све да знае. Затоа што ќе се плаши ако не знае. Он до толку таква јака, цврста, забетонирана одлука донел, и сега ти сакаш да му кажеш нешто од мојот лајф, ако имате некој околу вас што све знае, да не сте му спомнале за мојот лајф и да не му давате информација од овој лајф, зашто ќе ви каже, па ја ова го знам. И тебе ќе ти падне емоцијата. Мора да процените околу вас кои луѓе, и гледате ги на следниот начин. Знаете, ја, кога почнав да го разберам, го читав ова е секако од една книга, баш од Хабард, кој што збори за минатите одлуки, колку влијаат врз нас и колку е важно да ги смениме минатите одлуки, за да можеме да имаме нова одлука. И знаете како почнав да не се нервирам со луѓе, затоа што кога ќе почнав да гледам дека имаат забетониран став за некоја работа, да ја еднаш се обидувам да го кажам, втор пат, ама ти гледаш дека удираш од зид и ми се свикаш, овој зид е покренат заради некоја причина. Лето, она ја донел одлука или тој човек донел таква одлука поради тоа што имал некоја причина. Има зашто се донесени тие одлуки. Тие одлуки се донесени за човекот да се заштити од нешто. Девојкава 5 пати била разочарана од дечко, затоа што некој ја преварил со другарка и друг ја преварил со другарка му, четврти ја преварил со не знам кој, другиот не ја преварил, само се скарали, и она донела одлука дека и петиов ќе ме превари. И сега таа одлука е обстаночна у наводници за неа. И таа одлука е забетонирана. Забетонирана е таа одлука. И сега ти се обидуваш на неа да и кажеш дека не се сите машки исти, дека слушај, не. Она ја донела таа одлука поради тоа што е заштитничка одлука од што? Да не ја повреди некој. Да не е пак ранлива. Да не верува пак у љубов. Затоа што била повредена. И таа одлука е зациментирана. Ме разбирате? Зациментирана е таа одлука. Нема шанси да се смени одлуката. Не, она по 2 мачки ќе се чува дома, 3, ама маш никако. На мачките им верува само. Зашто? Мачката, ќе ти рече, мачката никош немате повреди. Знаеме дека мачка немате повреди, ама дал се срекне само со мачка по дом? Може би ти треба маш, затоа што он е устрав, зашто мачката не е повредила, он се поише ќе сака мачката, отколку што ќе сака маживе, разбирам. Ама сакам да разберете дека тоа е
одлука која што е заштитничка одлука. И сега ти ако сакаш таа заштитничка одлука да ја смениш ке неа, ќе направиш таков хаос и конфузија у главата, да она нема да сака да ја смени одлуката. Нема шанси да сака да ја смени одлуката, затоа што тоа е нешто кој што ја дава сигурност. Ако животот ти тргнал у погрешна насока, она не го гледа тоа. Она не ја гледа погрешната насока. Она само гледа дека окей, таму кај што тргнала некогаш која тргнала, била повредена и се донела одлука дека тоа нешто у иднина нема шанси пак да се деси. И сега што се случува? Човекот, ако ја донесе таа негативна одлука, он треба да се врати назад у моментот кој ја донел таа одлука и да има голема храброст да ја смени. И сега да ви објаснам дека е клjuč и храброст човек да смени одлука. Е многу тешко човек да смени одлука. Зошто? Затоа што одлуките многу често, и најчесто тие глупите одлуки, се донесени во насока да не заштитат од иднината, да не бидеме повредени пак. Така. Секакви одлуки има. Ме разбирате? Секакви одлуки човекот може да ги изусти. Секоја една изјава е одлука. Ме разбирате? Одлуки се. Секоја изјава за нештото е одлука. Не ме бива, не сум добар, не знам, не ти треба ова или она да си среќен. Сето тоа е изјава за нешто. И тие изјави после тоа влијаат во нашиот универзум. Ема Радевска даде изјава, таа изјава е супер, ама нема ништо лошо, може подобра изјава е те чека убав маж со кој што ќе бидеш стрекна. Така, или што и да е што е друго како изјава, убаво, позитивно. Ме разбирате? Луѓето се научени на негативни одлуки. Научени се на негативни изјави. Затоа што имале негативни емоции во врска со нештото. И се тие негативни изјави и негативни емоции во врска со нештото, тие буткаат понатаму нешто во твојот универзум, во твојот простор, така? И секогаш можеме да ние најдеме подобри ставови, подобри одлуки. Затоа што тие одлуки после тоа ни го менуваат нашиот живот. И точно е дека од тие одлуки се направени и се искреирани за да не бидеме ранливи, за да некој не скрши пак. Све знам, јас знам. Зошто он знае? Затоа што можеби некој порано кога не знаел, му рекол дека е глуп. Замислете, он не знаел, а колку е убаво да не знаеш. Ја не знам. Ја многу сакам луѓе што не се прават дека знаат, затоа што тие се свесни луѓе. Тој човек што све знае, тој не е свесен. Ама тој можеби некогаш некој, татко му, мајка му, сестра му, бе глуп, ниеден ти ништо не знаеш, и оно тогаш мора да знае, ја ќе знам све. И дури ќе лаже дека знае, не знае. Сте видели луѓе лажат дека знаат, немаат појма, ама ќе речат знам. И ти кога ќе ги потпрашаш, сваќаш дека лажат. Немаат појма, не знаат. Ама тој човек мора да знае, затоа што порано у минатото морал да ја донесе таа одлука за да му се смени животот, ама му се сменува животот на полошо. Ме разбирате, затоа што поентата е да човекот свати дека одлуките и изјавите еднаш, два пати, три пати, пет пати тоа почнува да станува, некој напише уверување, да. И тоа уверување е многу тешко да го смени човекот. Зошто? Затоа што не може да го смени, затоа што треба да е у грешка. И поради тоа што му е тешко да е у грешка, он ќе сака да биде управо. Кажував, има еден многу убав лайв, го правив исто базирано на еден податок од Хабар, дека така секој човек сака да биде управо. И промената на одлуката се коси со нашата желба да бидеме во право. Сакам да ви нацртам нешто многу интересно сега. Идем малку на табло. Океј. Значи, секој човек може да има различно уверување, ја не сум да имате ваши уверувања, секој нека си ги каже, ако сака нека ми ги пише, што и да е. Не значи дека морам да се сложам дека се тие најдобри, не викам дека се погрешни.
И нит па ве терам да ги смените. Јас сакам само да ви објаснам какви механизми имаме ние и дека најголема мудрост и најтешка е човекот да свати дека е утнал работата некаде. Само тогаш може да се смени. Мислите ли дека некој човек што све знае може да се смени? Не се обидувајте залудно. Можете да видите и да размислите зошто е донал таа одлука. И да се вратам на тоа што го збореве, кога гледав дека луѓето не се менуваат, кога ќе им кажам нешто, почнав да размислувам, окей, ајде да анализирам што може би е причината, каква му е одлуката. И некојаш одлуките ги слушате, меѓу редот се кажани. Знаете, кога долго време го работиме ова, точно меѓу редот не се сите зборови одлуки. Ама ќе збори, ќе каже една секвенца која што кога ќе земеш у неговиот живот, целосно ќе ти се разјасни зашто ги има тие резултати или ги нема тие резултати во неговиот живот. Од еден сегмент, една мала кажана реченица. Мачките се подобри од мажите затоа што никош немате повредат. Измислувам. Го измислив примеров, немам појма никој ваков што кажал, ама од таму можеш да откриеш многу работи за живот на човекот. Дека е огорчена, дека е разочарана, дека била многу пати повредена и дека не сака да биде пак повредена. И тоа е супер. Никој не ќе да биде пак повреден. Но поентата е дека ако човекот не сака да биде ранлив, што го зборе во минатиот пат, тогаш не може да верува. А човекот кој ќе прекине да верува, тогаш си го намалува нивото на среќа за кое што е способен да го искуси. Гледате, вербата и среќата одат рака под рака. И најголемиот проблем е дека човекот кога верува дека може, се става во ситуација да е ранлив, да изгуби. Но самото верување дека може е она кое што го прави среќен. И во моментот кога ќе донесеме одлука да не веруваме толку многу на околината, на државата, на фамилијата, на сопружникот, на кој да е, тогаш си го гушиме нивото на среќа и љубов. И тогаш потенцијалот за опстанок го намалувам и да се вратам на првиот цитат од Хабар, дека стравот за иднината може да го поништи целта за иднината, да ја поништи, има многу логика, зашто стравот за иднината е неверба во иднината. Ама човекот има причина да биде устрав. Кои се тие причини? Вратете го предходниот лайв, за да видите зашто сум зборел се на оваа тема. Но ајде сакам нешто да нацртам. Гледате колку интересна работа. Има една табела. Ова го видов, има еден Петар Шабо се вика, маđар, и он вика вака: на горниот дел од табелата е акција. И секако ова е моје дополнение од акцијата, имате резултат. Па после тоа акцијата вика зависи од емоција, ама емоцијата дека зависи од мисла. Сега што зависи мислата? Мислата зависи од вашиот став. И тука се одлуките. Уверенија. Што и да е. Ама ставот што зависи? Ставот зависи од меморија. Затоа секој ќе промовирам таа книга Дианетика, таа од Хабард, која што вели дека меморијата, точно е, меморијата, негативната меморија влие негативно врз нашиот живот. Понатаму. Сега човекот кој има негативна меморија, тој има една ситуација, втора ситуација, трета ситуација. Што се случува? Врз база на таа негативна меморија, земавме примерот со девојката која што била разочарана од неколку момчиња. Она донела одлука да не верува на момчињата за да се заштити, затоа што меморијата ја потсеќа дека не било нештото како што треба. Се гледали ова? Окей, мислам дека да. Добро. Сега, ако тој став и тие уверенија се цврсти, тогаш таква ќе биде и мислата, таква ќе биде емоцијата, таква ќе биде акцијата. Сега, зошто? Гледайте, ова работата на себе, тоа што луѓето го прават со мене обично, ние навлегуваме да работиме со луѓето тука и тука. Не работам со луѓето на ова ниво. Зошто? Затоа што не е возможно да му помогнеш на некој човек ако работиш само на ова ниво. Зошто? Затоа што, гледайте, ова е убава една скица. Акцијата е помалку важна од емоцијата, емоцијата е помалку важна од мислата, мислата е помалку важна од ставот, ставот е помалку важна од меморијата. Ова е најважно, па ова е најважно, па ова, па ова, па ова. И сега некој човек ќе ми рече: Жаре, кажи ми бе 2-3 убави збора. Ја ќе му кажам 2-3 убави збора, ама тие траат 3,5 сати. Зошто? Зашто ставовите почнуваат да се работат
меморијата почнува да си брмчи и тие ги менјаат неговите мисли. Гледате, уопште не е важно јас што ќе кажам. Луѓе мислат дека е важно јас што ќе кажам. Уопште не е важно јас што ќе кажам. Важно е што вие ќе одлучите врз база на тоа што ќе го кажеме. Ако ја можам да кажам еден куп работи, ако човекот не навлезе суштински да работи на своите уверувања, на своите одлуки, на својата меморија, нема се сменат мислите. Тоа е кратко трајно дејство. Да, мотивацијските предавања се убави, вечерта ќе биде супер, ама наредниот ден пак ќе идете на некој што ќе те тера да го забетонираш твојата одлука дека он е идиот. Он е идиот. Зашо? Да, те провоцира да носиш таа одлука, ама гледате, таа одлука не е добра за тебе. Луѓето не мотивираат да донесеме одлуки и ставови за нив. Најтешко е да не ги смениш одлуките и ставовите за луѓето генерално, базирано на еден-два изолирани случаи. Зашто тогаш си готов? Гледате, сето ова е супер, ама ако човекот не почне да работи на себе, подлабоко во себе, луѓе, џабе се мотивацијските тренинзи, џабе се мотивацијските цитати, све е за џабе, затоа што тоа е кратко трајно дејство. Затоа што влечат негативните мисли од негде. Многу логика има се тоа. Гледате, а овие работи, ви го кажував тој примерот со Охрид, кога отишол некој скопјанец у Охрид и пишувало сендвич со кетчап 80 денара. И скопјанецот доаѓа и вика, добро бе, што сендвичове со кетчап 80 денара толку скапи, овој Охриѓанецов се изнервира. А бе, скопјанчи шалика, ништо не разбирате. Вика, шо повлеквит кетчап? Овој се чуди, вика, шо повлеквит кетчап? Му вика, овој пак. Вика, не знам шо повлеквит кетчап, вика, повлеквит шунка и кашкавал. Сега, кетчапов, као шо повлеквит шунка и кашкавал, ставот повлеквит мисла, емоција и акција. И ти ако не го смениш ставот, тоест одлуката, која што е донесена врз база на некоја меморија, некој направил судар со кола и донел одлука, више нема да возам кола. И сега мислата, емоцијата, акција е на таа тема таква, резултатот е не влегол у кола 20 години. Ме разбирате? Затоа што ги има таа одлука. Ги има тие уверенија. Гледате, му се вметнал страх во неговиот живот. И сега кога он кој се провлече стравот и ќе донесе човекот различни одлуки, се плашам од ова, се плашам од она. Се плашам да возам кола. Аха. Зошто се плаши? Затоа што појма не. Видел дека некој направил некој судар, може би отишол у затвор, се плаши. Добро. Тоа е обзервација, тоа е меморија и донел одлука. Ама таа одлука дали му е има цели, мора да се вози со кола. Ме разбирате? Значи, поентата е, некој го каснало куќе. Од тогаш донел одлука дека нема да верува на куќиња, затоа што, не знам, жаре, после 10 години чување, куќата го каснало газдата. Ете, не треба да веруваш на куќе? Добро, ама тоа е еден изолиран случај, има многу куќиња кои што никогаш никого не каснале. Добро, тоа се одлуки, дечки. И сега тие одлуки повлекуваат мисла, емоција, акција. Ако човекот не ги ревидира тие одлуки, а гледате сега, ова е храброст да се направи. Ја ќе ви кажам, ова е храброст. Зошто е храброст? Зашто човек да смени одлука треба да е храбар. Затоа што ќе се разголи кон животот, така бар тој мисли. Ако ја донел ова одлука за да се заштити она од мажи, и сега ако треба да рече да им верувам на мажите, она ќе се чувствува како да сум ја зезнал ја. И сега почнува да оди во тој простор несигурна и тоа му треба храброст. Ама храброста се добива кога човекот ќе свати зашто да е храбар. Затоа ги сакам овие лајвови. И затоа ми е целта. Човекот ќе стане храбар кога ќе свати зашто мора да е храбар. Затоа што мора да сме храбри. Затоа што таму е животот. Има еден многу убав цитат од една французика, Ана Иснин, вика, животот се шири и собира пропорционално на човековата храброст. Да, ако сме храбри, животот ќе се прошири. И ако е она храбра да ја донесе одлуката дека можеби не се сите мажи за нигде, можеби ќе се омажи. Ама можеби на посетоа првиот пат кога има проблем ќе рече што морав да ја сменам одлуката. И баб ќе се врати на старата одлука. Гледайте, идејата е човекот да свати кои одлуки се кочници во животот и кои одлуки не се кочници во животот.
Ама пораните одлуки се тие кои што се поважни. Сега ќе ви нацртам уште едно нешто. Ова е една многу убава книга од Хабар. И вели вака, ако е ова временската лента, овие одлуки, ако ова е 2021 година, и ова е ран период, овие одлуки кои што сме ги донеле тука се појаки од овие одлуки кои што сме ги донеле тука. Зошто? Затоа што ако она донела одлука дека нема да вози кола, а овдека вика дај да возам кола, таа одлука се коси со оваа одлука и они се судираат меѓу себе. Затоа што оваа одлука ја кочи таа одлука. Овдека вика си вика дај бе може ми треба маж, ама овдека си вика бе не ти треба маж затоа што ќе те повреди мажот. Таа одлука ја кочи оваа одлука и затоа промената тука е тешка. Промена јок. Тука нема да се случи промената. Знаете кога луѓето ќе направат промена тука, кога ќе се вратат да ги ревидираат и да ги поништат овие одлуки кои што се тука. Сега многу често луѓето забораиле кога донеле одлука и затоа им треба мала помош. Но кога човекот ќе ги открие овие глупи одлуки во врска со неговиот живот, ќе се откочи животот, затоа што овие одлуки го кочат животот. Вете, овие одлуки го кочат животот, затоа што она мисли понатаму животот, ако ја пуштам таа одлука или сменам таа одлука, може ќе бидам ранлива, треба да верувам, не икам да се повредам пак. И затоа го кочи животот у тој сегмент. Сега, за да дојдеме да ги откриеме тие одлуки, мораме да се вратиме назад. И тоа е тоа кое што ја го работам со луѓето. И ако сакате стварно да направите промена, дечки, моето упатство е, човекот треба да ја ревидира оваа ситуација и оваа ситуација. И после само по себе се креваат емоциите, мислите, акцијата. Нема потреба никој да кажува мотивирачки пораки, поради тоа што човекот е мотивиран, затоа што ставот му е таков да он е мотивиран. Имам иднина. Животот е убав. Толку е убаво иднината. Ќе искријам денеска убави нешта. Не се плашам од ништо. Ќе бидеме најстрикни со сопругата. Ќе имаме преубаво искуство на одмор. Ќе успеам во работата. Може би ќе има препреки, ама тоа е дел од животот. Предизвиците се интересни. Сакам да бидам продуктивен. Сакам да влезам во костеж со проблемите. Тоа се убави ставови. И ако човекот го има тој став, секако дека ќе му биде убав животот. Ама замислете ви доаѓа некој, сакате да го примите за работа, ама ти вика бе ја не работев. Тама бе за 200 евра, бе, шо му работам ја на тој. Замислете доаѓа некој на интервју за работа, вика, а зашо не работиш там? Абе, ја за 200 евра на него ќе му работам. Да ме како боле по дома да се сеам за 200 евра ќе му. Тој никад не би го вработил. Не дека не треба да се цени. Ама зашо да го има тој став? Ебе, за 200 евра ја. Шо уопште да му го кажеш на тој? Зашо уопште да го изустиш таквото нешто? Па секоја работа е поубаво од колку да дреме човек дома и ништо да не прави. Ама ако видите муабет, почнете да го применувате ова. И ќе видите кои ви се добри пријатели, кои не ви се добри пријатели, кои ќе ве спуштат надоле. Само слушате ги ставовите. А ако имате луѓе што мрчат и цело време нешто не име како што треба, почнете да анализирате. Зошто? Дал ти прашај го, абе ти се случило ли нешто тебе нешто? И ќе почне се враќа назад, ќе почне ти збори. Кога ти се случи тоа? Зашто ти се случи? Едноставно интересна дискусија у најмала рака ќе направите. Мислам, треба обученост професионална за да ги најдеме тие одлуки и да се поништат и тоа се случува. И тоа е тоа што го правиме со луѓето. И одеднаш ќе сватат дека вау, леле колку негативни одлуки имам на тема, не знам, на тема жени или на тема мажи или на тема деца или на тема пари или на тема живот. Колку негативни одлуки имам донесен. И бум, се менјаваат нештата после тоа. Зашто човекот мора да е храбар да ја смени одлуката. Одлуката е заштита. Ме разбирате? Да се вратам на бабава која што она има заштита, како може снаава поише од неа да знае за деца. Па тоа за неа е повредување на егото. Како може снаата поише да знае за неа? Не! Ништо не знаат младиве. Абе, осте ги младиве. Да не кажам имат пораснаа пилци, што и да е, како и да иде понатаму. Ме разбирате? Сега, она го има тоа у својата глава и нема шанси да ја пушти таа одлука да се смени. Нема шанси.
Затоа што удира на гордоста, страшно е, и човекот е разголен и доаѓа у простор кој што не му е познат. Гледате, овој просторов со неуспех му е познат, дури му е подобар, затоа што се заинатува дека не е до него. Ето он кога ќе влезе тој простор за неуспех, првото нешто што му треба да се заинати дека не е до него. Најглупо нешто. Ако си влегол у простор кај што не си успешен, некој сегмент до тебе е, брат. Знаеш зашто? Затоа што си донел одлука на таа тема. Ама инатот, егото, што и да е, не тера да речеме не. Во суштина, работите се едноставни. И затоа велам најголема мудрост е да речеме дека ние сме утнале и за тоа нешто да не се како што треба. И замислете, секој ако има таа мудрост, тоа е единствениот излаз. Умот е така направен, ако сакате да знаете многу за умот, ви препорачам стварно книгава Дианетика, преубава е. Збори за сето ова, кој што го зборам тука. Колку умот, тој реактивен подсвесен ум, сака да не заштити, ама не заштитува од живот, не заштитува од ништо друго. Не заштитува од живот, за жал. И не заштитува од нашите амбиции, нашите цели. Зашто сакате заштити од иден можен неуспех. И кога ќе видите, неуспехот е неопходен за успехот. Немубав цитат од Джордан. И ќе имам промашено 9000 шута, 300 такмици имам изгубено. 26 пати вика ми бил доверен одлучувачкиот шут, да шутнам и сум промашил. И вика, јас сум волен да идам од неуспех, неуспех, вика, затоа сум успешен. Да се вратиме на тоа што се случи Новак Џоковиќ, многу го сакаме. Ранлив е, човеков е веројатно уште тажен. Ама ја ви гарантирам дека Мелбурн ќе го освои. И веројатно ќе дојде уште една шанса да направи календарски гренслем. Затоа што човекот кој што сака да живее мора да ја разбере болката и мора да ја прифати болката. И мора да ја прифати разочарувањето. Затоа што е се дел од животот. Само што апел до вас, немојте да дозволите дадени типови на луѓе да ве убедат да носите негативни одлуки. Зашто на тој начин негативните луѓе ни го скасуваат животот. Една од работите, за жал, што ги учиме како лекции од бивањето со негативни луѓе, мислиме дека сите луѓе се такви, а не се. Најголем број од луѓето се добри и се позитивни и бараат само решенија. И многу од нив едноставно не се разбираме и самите себе. Не си го разбираме нашиот ум, не си ги разбираме нашите цели, не си разбираме нашата душа. Ама, знаете, некојаш кога ќе видите некој кој што е како оваа бабичкава, кој ќе види ту некој маркет со количката кој што сака да стигне прва на ред, остаја, нека влезе во ред. Што ќе се расправаш? Нека влезе. 3 минути ќе изгубиш, окей. И кога ќе видиш, можеби свекрвата ја дојде ти каже како пелените не знаеш, окей, мамо. Само вас ќе речете како да не окей, мамо. Окей. Ако сака да може да се докажувате. Додека не ја откочиш на неја умот кога одлучила дека младиве ништо не знаат, нема да имаш успех у ништо што ќе го кажеш, затоа што гледате, ти се обидуваш да искомуницираш мисла. Ти се обидуваш да искомуницираш мисла на неја, ама она има одлука контра таа мисла. Гледате, со кого ќе се сложи она? Со истите луѓе што ги донели истите одлуки. Ќе се сложат, се соберат две бабички, младиве ништо не знаат, овие знаеве мислат дека све знаат, на нив им оди тече муавето затоа што мислите се слагаат. Ама ти кога ќе кажеш нешто контра, он иде контра незината одлука. И ти се обидуваш мисла да дадеш контра незината одлука и таа твоја мисла само ќе се одбие од зидот на незините одлуки. Само сакам да ве заштитам од разочарување и сакам да ви дадам друг начин на размислување, дека анализирајте зошто човекот ги ставил тие барикади. Зошто одлучил така. Ќе ви биде поинтересен муабетот со нив. Може да ги прашате за нивното минато. Имало ли моменти? Ти користи ли тоа за нешто? Од што ти е тоа? Од што те заштитило и кога прв пат те заштити тоа? Мислам, едноставно се најдете у муабет. И поинтересен е тој муабет отколку да се објаснувате еден со друг. И поише ќе ве сакаат. Затоа што нема да идете контра нив. Или пратите ги кај мене. Или дојдете вие кај мене и ќе работиме на вашите одлуки. Поради тоа што, верувајте ми, кога ќе се откочат тие одлуки, се откочува животот понатаму.
И тоа е клjuč. И тоа ќе ја врати вербата полека во нас. Океј, 078261771. Јавете ми се, пишете ми, побрзо одговарам на Вибер, отколку тука на пораки ако ми пишувате 078261771. Јавете ми се, пишете ми, дојдете да работиме, можеме во живо, можеме онлайн да работиме. Ама идејата е да бидеме мудри и да видиме каде ние грешиме, да анализираме зашто и каде грешат другите луѓе. Направете го релацијата и односот со таквите луѓе интересно и забава, за да може да разберете нешто генерално за животот на луѓето и ќе видите дека секој човек ја носи одлуката за да се заштити. И затоа е храброст кога некој човек ќе смени одлука. Често имам ситуации ке дојат брачен пар да работат. Океј, ама добро, жаре, или он или она ќе рече добро, јак, знаеш, ќе простам ваки и онака, ај ќе продужиме. А види, нема простување ако не ја смениш ставот и одлуката за мажите или ставот и одлуката за жената. Ако идеш со истиот став и одлука, ќе бидат истите мисли, емоции и акција. За да се промени односот во врските, човекот мора да го промени ставот и одлуката. И зашто на почетокот на врската е толку убаво? Затоа што имаме исправни ставови и одлуки. И после релациите, животот, работата носат проблеми и човекот, судирајќи се со тие проблеми, решава да ја ревидира одлуката. Гледате, препреката е зафркната, да искористам таков збор, затоа што само препреките и неуспесите не тераат да ги смениме нашите одлуки на негативно, на погрешно. И кога ќе ги смениме нашите одлуки на погрешно, после тоа никој не може да ти извади од калта, само ти. И мора да си доволно храбар да речеш, окей, во кој сегмент од мојот живот не ми оди и постојано не ми оди, и ако постојано не ти оди некој сегмент од твојот живот, е поради твоите одлуки. Храброст е да ги смениш, ама таа храброст, знаете, јам кажано, храброст и среќата вибрираат на иста фреквенција. Зашто луѓето не ги бие среќа, затоа што со таква негативна одлука не може да има среќа. Ако човекот ја смени одлуката и е храбар тоа да го направи, таа среќа ќе дојде. Затоа што храброста е да веруваме, да живееме, да бидеме. Е таму, на истиот тој пат, се наоѓа и среќата. А јас сум среќен дека на мојот пат ве најдо вас. Фала ви многу, се гледаме повторно за 2 дена, имајте убава вечер. Ве сакам, чао.